Власта и опозицијата конечно постигнаа компромис. Предвремените парламентарни избори ќе се одржат на 15 јули. За прв пат ќе се гласа во среда, а претходно на 13 понеделник и 14 вторник ќе гласаат болните и изнемоштени, заразените од корона и луѓето во изолација. Изборниот ден наместо до 19 ќе трае до 21 часот. За договорот Заев Мицкоски да се реализира, потребна е нова вонредна состојба и измени на изборниот законник. Потоа собранискиот спикер Џафери ќе распише избори со новиот изборен датум, а председателот на Државната изборна комисија ќе свика седница. Заев и Мицкоски за договорот ќе го информираат Пендаровски, кој пак ќе ги извести другите лидери. Предводниците на власта и опозицијата ќе ги информираат и членовите на ДИК кои доаѓаат од ВМРО, ДПМН и СДСМ. Заев вели дека се согласил на компромис за да не страдал народот и за да учествува опозицијата. За да не страда народот и за да им се овозможи на Мицкоски и на ВМРО ДПМН на дело да ја покажат својата одговорност. Го заклучуваме 15 јули како конечен, последен и единствен датум за избори на кој гарантирано ќе учествува опозицијата. Ја информирам јавноста дека денеска повторно разговарав со Мицковски и тој ми потврди дека е согласен да учествува на избори на 15 јули. Бара средината на јули, еве им средина на јули. Дека постои договор потврди и Мицкоски. На Фејсбук напиша дека ВМРО ДПМН ќе учествува на изборите и дека двата услови за фер избори се прифатени од власта. Македонија се наоѓа во лоша состојба, силно нападната, покрај економска и со силна здравствена криза. За да се тоа престане, еден е излезот, а тоа е убедлив пораз на Заев и СДСМ. Македонија овие 3 години не успеа, доживеа порази на економско, здравствено и политичко поле. Време е да се стави крај на сето ова, време е за промени, а Македонија да излезе посилна. Заев и неговата свита се готови, одговорот е кај народот, а тој ќе покаже дека Македонија е посилна од нив. Со договорот за избори Заев ги прифати условите на Мицкоски, здравствени протоколи, заштита на здравјето на граѓаните и наблюдувачка мисија на ОПСЕ и ОДИХР. Иако само до пред неколку дена велеше дека 8 јули е негов последен компромис. Лидерот на СДСМ се согласи на инклузивни избори на кои ќе учествува и опозицијата, нешто на кое што инсистираше и меѓународниот фактор.